верувам во Македонија. Филм кој што претходеше на уште еден филм, нели, кој што имаше наслов Председателот. Значи, тие два филма беа предизвик да се запатам јас како режисер, тогаш, нели, вработен во македонската телевизија, по иницијатива и во продукција на Меѓународната фондација Борис Трајковски, да се внурнеме во целиот тој архивски материјал, во сите тие предизвици што самото сценарио ги носеше, самата мотивација, и во промоцијата, во премиерата која што беше во Скопје, значи имавме една премиера во Македонскиот народен театар, во големата сала, имаше една во кинотеката на Македонија, имаше неколку проекции, нели, надвор од Скопје. Мислам дека се продолжи таа мисија, се продолжи делото во јазикот на филмот, значи во рамките на таа филмска уметност, со пораките и со подтекстот што самиот председател Борис Трајковски ги носеше во себе, значи тој како струмичанец, како визионер, како голем човек, христијанин и пред се човек кој што веруваше во Македонија и во перспективата на нашата држава, се среќава, нели, како протагонист во филмот. Користевме доста материјали, оригинални материјали, и исто така во филмот учествуваат и многу актуелни, нели, представници на современиот живот, негови најблиски роднини, пријатели, професионални собеседници и така натаму. Во таа насока мислам дека филмот Верувам во Македонија допрва се актуализира и својата свежина, својата актуелност допрва ќе излегува на површина, затоа што визионерството и самата бесмртност на пораките кои што самиот човек и самиот политичар и идеолог на многу чекори кои што се направија тој период во Македонија, додека тој беше на челото на нашата држава, остана запаметени како храбри, како доста современи, и во евроатланскиот контекст тие беа прифатени со многу симпатии. Мислам дека она што тој го направи за младите пред се, значи за новите генерации, кои што практично, нели, некои од нив и прв пат вечера го гледат филмот, е таа неверојатна верба во еднината, верба во нашето тло и вербата во државата, нели, каде што сме родени.